Во оваа епизода ќе се запознаеме со спроведување на постапката за оцена на влијанието врз животната средина и учество на јавноста. Зголемете ја заштитата на животната средина преку вклучување во процесот на процена на влијанијата кои одреден проект или дејност ќе ги предизвика врз животната средина. Владата на Република Северна Македонија ги определува проектите за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на влијанието врз животната средина и ги определува критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанието врз животната средина за други генерално определени проекти кои би можеле да имаат значително влијание врз животната средина. Например, оцена на влијанијата врз животната средина задолжително се спроведува за поставување далеководи и други електроенергетски објекти со 110 киловолти или повисоко напонско ниво и со должина повеќе од 15 километри, термоелектрични централи и други инсталации за согорување со топлински капацитет од 200 мегавати или повеќе, инсталации за депонирање на отпад, за горење, согорување и физички и хемиски третман, инсталации за производство на цемент и така натаму. Оценувањето дали генерално определените проекти имаат значително влијание врз животната средина се врши според карактеристиките на проектот како што се неговата големина, техничко-технолошкиот концепт, користењето на природни богатства и друго. Локацијата на проектот со опкружувањето, можните значителни влијанија на проектот врз животната средина, опсегот на влијанието, големината на засегнатото географско подрачје и на засегнатото население, влијанието во прекуграничен контекст, обем и комплексноста на влијанието, веројатноста од влијание или времетраење, зачестеност и реверзибилноста на влијанието. Секое правно и физичко лице кој има намера да спроведува проект за кој постои веројатност дека треба да се спроведе оцена на влијанието врз животната средина е должно до Министерството за животна средина и просторно планирање да поднесе известување за намерата за спроведување на проектот, како и негово мислење за потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Министерството го објавува известувањето за намера на начин определен во посебниот член од Законот за животната средина. Министерството за животна средина и просторно планирање со решение го известува инвеститорот за потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Врз основа на известувањето, инвеститорот поднесува барање за определување на обемот на оцената на влијанието на проектот врз животната средина. Против ова решение, инвеститорот, засегнатите правни или физички лица, како и издруженијата на граѓани формирани за заштита и за унапредување на животната средина, може да поднесат жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението. Определување на обемот на оцената на влијанието на проектот врз животната средина. Врз основа на барањето за определување на обемот на оцената на влијанието на проектот врз животната средина и видот на проектот, Министерството за животна средина и просторно планирање го определува обемот на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Мислењето за обемот на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина се објавува во рок од 5 дена од денот на донесувањето. Инвеститорот е должен да ја подготви студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, потребна за спроведување на постапката за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, во рок од 5 работни дена од денот на приемот на студијата, односно комплетирањето. Министерството за животна средина и просторно планирање ја објавува студијата и ја доставува за консултации до општината или градот Скопје, на чие што подрачје треба да се спроведува проектот. Содржина на студијата за оцена на влијанието врз животната средина. Содржината на барањата што треба да ги исполнува студијата за оцена на влијанието врз животната средина ја пропишува министерот за животна средина и просторно планирање.
Извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина го изготвува Министерството за животна средина и просторно планирање. Изготвувањето на овој извештај се врши врз основа на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, како и врз основа на мислењата доставени во врска со студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Со извештајот се утврдува дали студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина ги задоволува барањата пропишани со Законот за животната средина и ги предлага условите кои треба да се утврдат со дозволата за спроведување на проектот, како и мерките за спречување и за намалување на штетните влијанија. Министерството за животна средина и просторно планирање го објавува извештајот. Врз основа на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, јавната расправа и добиените мислења, Министерството за животна средина и просторно планирање носи решение со кое што дава согласност или го одбива барањето за спроведување на проектот. Засегнатите правни или физички лица, како и издруженијата на граѓани формирани за заштита и за унапредување на животната средина, имаат право на жалба против решението со кое се дава согласност или се одбива барањето за спроведување на проектот до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка одработен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на решението или во рок од 15 дена од денот кога дознале за донесување на решението, доколку Министерството за животна средина и просторно планирање не постапувало во согласност со членовите од Законот за животната средина за објавување на ваквото решение. Засегнатите правни или физички лица, како издруженијата на граѓани формирани за заштита и за унапредување на животната средина, имаат право пред надлежниот суд да поднесат барање за преземање привремена мерка забрана за спроведување на проектот во рок од 15 дена од денот кога дознале за донесување на дозволата, односно решението за спроведување на проектот. Покрај она што досега го спомнавме, Министерството за животна средина и просторно планирање е должно да ги објави решението со кое го известува инвеститорот за потребата од оцена на влијанието на проектот врз животната средина, дека студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина е подготвена и достапна за јавноста. Извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, местото и времето на одржување на јавната расправа согласно Законот за животната средина. Кратка содржина на мислењето за обемот на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Министерството за животна средина и просторно планирање е должно да обезбеди одржување на јавна расправа по однос на студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина, најмалку 5 работни дена пред истекувањето на рокот во кој Министерството треба да го подготви извештајот за соодветноста на студијата за оцена на влијанието врз животната средина. Дополнително, Министерството треба да обезбеди достапност на информациите кои се потребни на јавноста за учество во јавната расправа, односно да се објавени сите информации кои претходно ги наведовме дека Министерството мора јавно да ги објавува, како и да ги извести издруженијата на граѓани формирани за заштита и за унапредување на животната средина од подрачјето на кое се спроведува проектот. Министерството за животна средина и просторно планирање води записник од јавната расправа во кој се наведуваат учесниците, како и заклучоците, а кон записникот се приложуваат стенографски белешки и аудио или видео запис од расправата. Министерството за животна средина и просторно планирање е должно до повеќе органи да достави примерок од записникот, заедно со прилозите, како и да го објави записникот на својата интернет страница. Министерството за животна средина и просторно планирање, инвеститорот и лицата кои ја подготвувале студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина одговараат на прашањата поставени од јавноста во текот на јавната расправа. Доколку на јавната расправа не можат одредени прашања да се одговорат веднаш, Министерството за животна средина и просторно планирање одговорите на тие прашања ги доставува писмено до заинтересираните страни или ги објавува на интернет страната на Министерството.
Се надевам дека успеав да ви помогнам и да ви го доближам процесот на спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина и учество на јавноста. За подетални информации, разгледајте ги детално законските одредби. Контактирајте го Македонското здружение на млади правници за да добиете дополнителни информации и поддршка преку програмата за правна и менторска поддршка на еколошки граѓански организации.